обичај при свршувачка. Склопувањето на брак покрај жилбата за репродукција било и од општествен интерес, за стекнување на поголеми блага во фамилијата. Мајката ја припремала својата ќерка за свадба уште од незината 10 годишна возраст. Се приготвувал чеизот, а девојката сама си ја шиела, ткаела, везела и китала својата венчална носија. Девојките се мажеле најдоцна до 20 години, а мажите до 25. Браковите се склопувале помеѓу различен род од истото село или пак од друго село, но помеѓу истата етничка група. Имало и случаеви кога се носела невестата од друг крај, од друга етничка група, но тогаш таа требала да ја отфрли својата носија и да ја прифати онаа во чиј крај дошла. Одлуката за кого ќе се омажи девојката ја носеле незините родители. Момчињата најчесто ги бирале на сред село, на собор. Подосна се правела коначна селекција според историјата на фамилијата од која потекнувала момчето, материјалната состојба и слично. Кога домаќинот сака да го ожени својот син, праќал стројник. Тој најпрво барал девојка која ги исполнувала критериумите, потоа и одел во незината куќа. Во Гевгелиско, кога стројникот тргнувал кон куќата на девојката, му истурале вода за да зборовите му течат брзо како вода, или пак ставале секира на прагот за да ја пречекори стројникот, за да зборовите му бидат остри и одлучни, како на секира. Првиот договор се нарекувал мал армас или мал нишан. Тогаш се спогодувале за сумата со која ќе отплателе девојката и даровите кои девојката ќе ги однесе во куќата на момчето. Тогаш девојката за прв пат испраќала нишан, дар за момчето. Потоа следел голем армас, голем нишан. На тој ден се собирале роднините во куќата кај момчето и сите заедно, носејќи дарови, оделе во куќата на идната невеста. Тогаш таа за прв пат бакнува рака, а на неа и се дава и ветениот прстен. Кај мејаците, овие чинови се викале мала рака и голема рака, додека главниот чин на свршувачка се нарекувал одење на споризи.